Добро вечер. Ова е најновото издание на Лица. Моите вечерашни гости се веќе на своите позиции, а мојата најава ќе биде само една реченица. Ќе ми биде чест и задоволство да разговарам со Нина Костовска, единствениот дипломец со Даунов синдром во Македонија, а можеби и пошироко. Гледајте. И како што веќе најавив, Нина Костовска и нејзината мајка Сузана Костовска вечерва во Лица мои соговорнички. Но пред да почнеме да зборуваме и за Нина, и за Сузана, и за нивниот живот, ја остапиме на Нина некоја минута да се представи самата. Ова е говор кој го има одржано на ораторски денови на Универзитетот ФОН, за кој има освоено прва награда. Повели. Ви благодарам многу. Јас сум Нина Костовска, студент на Државниот универзитет во Тетово, на катедрата по македонски јазик и литература и на лице со Даунов синдром. Почитувани гости и драги пријатели, ви благодариме што дојдовте да го поддржите денешниот настан. Вашето присуство помага во нашата борба да покажеме дека сме тука, дека не има многу, дека сакаме исто што сакаате сите, а можеме многу повеќе од тоа што се мисли. Татко ми работи во аптека, тој е фармацевт. Секој ден дели лекови на душа. На многу му помогнал, на многу не им наплатила. Но кога јас сум се родила, му рекли дека за мене нема лек, за ниедни пари на светот, да ме отпишем. Зошто едноставно, децата како мене се отписани со самото расание, барем така е нас во Македонија. Ете, тоа му го рекле многу наставници, доктори, па дури и некои познаници. Но моите родители сакале да пробаат со еден стар, заборавен лек. И наместо да ме отпишат, ме запишаа во редовно училиште. И јас секој ден го добивам лекот, а тој делуваше. Набрзо, некои наставници, други родители, кои ме отпишуваа, почнаа да веруваат. Но лекот мора да се зема секој ден. И јас го добивав сите 8 години во основно училиште. Следните 4 години во средно. Мајка ми, татко ми и брат ми. Ни еден ден не пропуштија да ми го дадат. Некогаш на секој час, понекогаш на секоја минута. И еве ме, ги завршувам студиите. Во моментов работам на дипломската работа. Што лекот е ефектен. Тоа е истиот лек што председателот Пепе од Уругвај го применувал ке Мануела, кучето со 3 нозе, истиот лек што го примениле родителите на Ник Вујичич, човекот без раце и без нозе, и истиот лек на мајка Тереза за лепородните. Татко ми фармацевт и мајка ми психолог го изготвиле лекот по краток рецепт. Рецептот е само од 3 сортоци. Тие се безусловна љубов, безрезервна поддршка и безкомпромисна диета за предрасудите. Толку едноставно, но не е лесно. И јас сакам да истакнам дека за целиот мој успех стојат семејството и пријателите. Секој момент кога треба институциите да покажат нивната добра волја и залошните за целиот круг да се затвори. За целосно да се реализира нашето осамостојување, потребно не е вработување. Зашто на крај, нашиот успех ќе биде и ваш успех. Само така ќе го победиме на големите болести на денешницата, а тоа се потребите и предрасудите. Ви благодарам. Благодарам, Нина. Ова беше одличен почеток. Сега официјално и добри дојде.
Мислам дека ова беше доволно и малку да ја убиеме тремата, нели? Точно така. Нема веќе? Нема. Добро. Сузана, добро вечери за вас. Ќе кажам мајка борец. Ете една од трите личности кои што успеале во рецептот за Нина да има богат и успешен живот. Како беше Нина? Безрезервна љубов? Безрезервна љубов, безрезервна поддршка и безкомпромисна вие да сабрате да судите. Така е. Тоа се работи кои што сте ги учеле низ животот. Нина денес има 23 години. Овој говор го пишува додека ја спрема дипломската работа, во меѓувреме Нина дипломираше. Тоа беше посебна вест на вистина. Почекавме 2 недели, нели, за да дојдеме во ова студио и да разговараме на истата тема. Сега си веќе дипломец и по наши предпоставки можеби и единствена многу пошироко, така? Да, и јас сметам дека и пошироко. Дека е прв дипломец, барем на Балканот. Така. Да почнеме со тоа, пред 23 години ја добивате Нина. Таа е вашето второ дете. Така Има е. постар брат. Се раѓа со Даунов синдром и семејството се соочува со Со огромен шок. Најпрво не бевме информирани од страна на неонатологот во Тетово. Меѓутоа ни беше сугерирано сите анализи да ги за нивните сомневања да се потврдат или отфрлат. Потребно е да направиме анализи во Скопје. Го сторивме тоа и резултатите покажаа дека навистина Нина е лице со Даунов синдром. Од тука продолживме да собираме информации. Што понатака? Бидејќи никој во тој момент до тогаш не ни имаше кажано што може да не задеси. Ниту пак имавме литература соодветна, ниту пак луѓе со кои што би можеле да се консултираме што да правиме понатака. Како Нина да расте. Стапивме во контакт со академик во Ману и тогаш го доживеавме вториот шок. За жал, јас се уште не ми е јасно како е можно толку сурови луѓе да постојат. Кога прашавме што со Нина, како да живееме со Нина едноставно, она на многу дрзок и безобразен начин ни кажа: па видете, тоа може да живеат од 17 до 20 години, најчесто се со срчани мани, немој многу да очекувате. Малтене од на врата ни го кажа овој одговор. На мене и на сопругот како да ни се сруши светот. За да после тоа, за наша среќа, имавме пријателка, значи користевме приватни контакти. Она работеше тогаш во Уницев во Њу Јорк и ни испрати цел пакет со видеокасети. Како во светот родителите се справуваат со овие деца и како овие деца живеат. На сите касети одеше телоп, работа и само работа. И ние веднаш почнавме. Нина малтене од многу мала, од неколку месеци, она научи дека многу време треба да двои за да нешто научи и совлада. Така да и школувањето после, од основно, средно и факултет, незе не и беше проблем да ги двои тие сати за учење. Проблемот беше малку повеќе мој, нека и Нина. Ке зборуваме и за тоа зошто велите дека тоа е ваш проблем. Тоа е проблем, но ете, ви одземало многу повеќе време отколку, нели? Знаете како? Јас сум мајка на уште Вообичаено. едно дете, сопруга. Во растот на Нина учествуваа сите. Значи, нема шанса некој сам да го постигне ова што е сега Нина. Значи, буквално целото семејство. Уште на скоро 3 години, цели 3 години ги научи боите. Ги научи со сега покојниот дедо. Купувавме бомбончиња Бонитоп. Значи, тие беа во разни бои, ако се сеќавате. Така е, да. Така да сите учествуваа во незиното
во незиниот начин на учење и растење и воспитување. Меѓутоа, најголемиот терет беше мој и на сопругот. Нина, кога ти прв пат, да речам, свати дека си поинаква од другите? Искрено да ви кажа, не се сеќавам дали бе во 6 или 7 одделение, но тогаш моите родители ми кажаа дека имам Даунов синдром. Даунов синдром не е болест, туку е состојба. Тоа е, секој човек има 23 пара на хромозоми. Ние, лицата со Даунов синдром, имаме плюс 1 хромозом плюс. Тоа може да се нарече како трисомија 21, постои такво друштвение во Скопје. Затоа на 20 хромозом се наоша на 21 пар на хромозоми и затоа 21 март е светски ден за лицата со Даунов синдром. Што е тоа што ги прави лицата со Даунов синдром поинакви од останатите? Знам, не зборувам за време на искуството, пошто нема многу доволно искуство како лице со Даунов синдром. Зборувам во име на сите лица со Даунов синдром, дека нас не треба многу љубов, нега, внимание, дружење ни треба да се социализираме, не знам како да го опишам тоа. Потребна им е поддршка, покрај семејството се разбира, меѓутоа потребна е за овие лица многу голема поддршка од институциите во државата. И потребно и од државата. Што за жал ние до сега не сме го почувствувале. Кажав и преска дека овој труд е повеќе од Нина, помалку од нас, од државата воопшто. Се надеваме сега дека кога би чукнале на некоја врата, ќе наидеме на гостопримство и дека барањата кои што се потребни за овој круг да се заокружи Нина што го кажа, ќе наидеме на одговор позитивен од страна на институциите. Има едно момче во Тетово кое што често поминува во аптеката каде што Нина поминува поголем дел од денот и стално и вели нејзе кај си спасителке моја. Затоа што Нина јавно, ајде, кажи, упатуваш пораки, кои се пораки? Дека јавно патувам пораки со сите лица со Даунов синдром и сега сите лица се угледуваат на мене и сакам да кажам дека и они треба да излегуваат почесто на телевизија и да не се срамат со ништо. Да, тоа една од твоите пораки е и до родителите на нели децата со пречки во развојот. Пречки во развојот, на кои што ти во едно од своите обраќања им велиш не ги крите своите деца. Да, не треба да ги кријат, туку треба да се гордеат со нив, да го светот да ги околината да ги прифати децата какви што се, односно да се социализираат. На што се должи Нина ова твое, да го наречам, многу свесно, нели, резонирање? Дали ова се должи на, предпоставувам, бесконечни разговори со мајка ти, со татко ти? Тие ли се тие што ги всади овие мисли во твојата глава или успеа некако самата да дојдеш до овие заклучоци? Па, искрено, тоа го постигнав со помош на моите родители Так. и со пријателите. Нина од мала беше добрата страна кај Нина е што кога нешто не е јасно, она и денес спрашува што е тоа. И многу е љубопитна. Јас не би можела да кажам за останатите деца, меѓутоа добрата страна кај Нина е оваа свесност што ја истакнувате вие, е нејзината љубопитност. А и на тоа се работи. И многу. Многу. Кога започнуваат училишните денови, предпоставувам, нели, од прво оделение, како што и самата кажа, се запишувате во, нели, нормално училиште, редовно училиште. Тоа се тие први контакти со повеќе деца со различни карактери, каде што, нели, дете со поинакви потреби може да
да најде да доживува различни шокови, нели, од реакции до фрлување и така натаму. Тој период е, претпоставувам, многу важен. Најважен. Тука знам дека ќе ја споменеме сигурно учителката од 1 до 4 одделение која, нели, ви ја дава безрезервната поддршка, но еве и малку и Сузана и Нина како изгледаше целиот образовен процес. Од учителкава да почнеме. Би сакала да упатам еден огромен поздрав до мојата прва учителка од 1 до 4 одделение. Таа се вика Роза Касиманова, која што работуваше со моите родители и ми покажа како треба да учам. Исто така бев добро прифатена од неа, ми даде многу љубов и разбирање. Исто така и од другите ученици ми помогнаа каде што беше, мислам, потребно и така. Имаше ли некакви непријатни случаи во училиште? Се сеќаваш ли на такви? Па, имаше, ама многу ретко. Немаше многу да кажам. Не знам дали бев прво, второ, така некако одделение. Не знам кое дете, не ми тегнува, не сакам да го кажам неговото име. Кажа дека лицата со Даунов синдром се неспособни. Мените тоа ме увреди, ме наведи тоа што мислеше дека лицата со Даунов синдром се неспособни, дека не умеат ништо да направат. Сега јас навистина му се впуштив на него и му кажав дека за разлика од него, дека тој има Даунов синдром, јас немам, нема врска дали е тоа. И му кажав дека сите лица кои што имаат Даунов синдром се посебни, способни се, умеат, имаат доволно вештини, може да работат и така му се противставив. Му кажеш што мислиш? Да. Едноставно кажам. Сузана, вашата борба во образовниот процес е малку и потешка? Да. Прво наидувавме на административна пречка, нели, иако законот ни го дозволуваше, Нина да се запише во редовно образование. Па ги правевме тие вонредни разговори, средби, тестирања, за да Нина се запише во редовно образование. За наша среќа, ми се погоди прекрасната учителка и одделението тогаш броеше 19 дечиња, со се Нина. 20, мамо, гречка си. Добро. И така да учителката успеваше да одвои доволно време од часот да ја посвети на Нина, а воедно и останатите дечиња да ги научи да ја даваат поддршка на Нина. Значи, имало можеби вака многу мали инциденти, на прсти можат да се избројат, што се занемарливи. Имавме поддршка и од останатите родители во класот на дечињата и тоа е заслуга на учителката. Потоа од 5 до 8 потребно беше да се вклучуваме малку повеќе, бидејќи со една учителка е полесно, за да објаснуваме како Нина го совладува материјалот, што и треба на Нина за да го совлада. Не баравме оценки, значи баравме разбирање од нивна страна. И трудот што го вложува Нина, сакавме да биде награден. И успеавме. Истото беше и во средно. Тоа што треба да се спомене е дека, предпоставувам, а и од она што претходно го разговаравме, дека да, ви требало повеќе време. Многу време. Повеќе време, повеќе повторување, меѓутоа, нели, кога некој е вака упорен и желен за знаење, веројатно не постојат никакви други пречки. Кој ни беше омилен предмет? Омилен предмет историја. Тоа најмногу сакаш. Кај што треба најмногу да се памти и датуми, и години, и имиња. Математика не ми беше омилен, затоа што ништо не знам, математика. Еви, за утеха и јас ништо математика. Историја и хемија ми беа први, мислам, најомилени предмети. Затоа што
И македонски. Да, и македонски. Претставувам, така? Да, точно така. Добро. И сега завршуваме 8, треба да одиме во средно училиште, така? Бираме да одиме во средно фармацевско, во Тетово. Да. Од каде таа љубов кон фармацијата? Па, искрено, татко ми има аптека. Јас повеќе време сакам да поменувам таму. Исто така имаме положено стручен испит за фармација. И ме се роди така спонтано да ја сасакам фармацијата, дека се разбирам во се. За лекови да седам на рецептура да издавам, мада немам дозвола. Но можеш да бидеш фармацевски техничар кој што нели може да работи со артикли кои што не се на рецепта, ги има во аптеката. Како на пример косметика, беготани, марамици, шампони, витамини и така натаму. Да. Сузана, како реагиравте на оваа нејзина одлука? Ја поддржавме. Ние сите одлуки на Нина ги поддржуваме. Во целост си стоиме за тоа. Значи, она дури тука видовме и позитивно за нејзиниот живот понатака. Многу ми беше тешко, морам да признам, средното училиште, бидејќи сепак се работеше за стручни предмети со кои јас прв пат се среќавав. Значи, се она што Нина го учеше во школа, јас морав дома да го научам, па да го совладаме повторно, за утре она кога ќе оди, горе-долу да го знае материјалот. Ама успеавме. Имавме разбирање од професорите во средно училиште, стручните предмети ни беа малку потешки, меѓутоа добра страна кај Нина е што она бргу памти. И тие хемиските називи на имињата на лековите, анатомија, физиологија, не ни беше проблем, многу брго ги запамтуваш. И цела соба ни беше залепена со посебно анатомија кога ги учевме коските. Да, така учевме. И учевме постојано. И тоа не е се, завршува средно образовниот процес и Нина решава да оди понатаму. Да. Како вие тоа го доживеавте, дека таа не застанува туку сака да продолжи, нели? Дали ви беше изненадување? Кога Нина се роди, ни на крај памет не ни беше дека она ќе стигне до овде каде што е сега. Значи, на почеток се поставуваат тие мал милион прашалници над глава, дали ќе прооди, дали ќе прозбори, дали ќе почне да чита, дали ќе почне да совладува. И одеднаш Нина ни вика, јас сакам да продолжам. Од почеток ја разубедувавме со татко и меѓутоа кратко тоа траеше. И кога одлучи да се запише на Државниот универзитет во Тетово, го одбравме Тетово, заради далечината, во Скопје не можевме и од технички причини. И во рок од 5 години она се стекна со диплома. Фала Богу. Сега си со диплома за професор по македонски јазик и книжевност. Ни повеќе, ни помалку. Да. Дипломската работа ја одбираш да биде Белото циганче. Книгата Белото циганче. И на самата одбрана на дипломската, комисијата ти го постави тоа прашање, што ти го поставам и јас сега. Зошто токму оваа книга? Во романот се такнуваат и семејните и моралните вредности спрема односот татко-син, односно помеѓу баба Мумол и Таруно. Исто така во романот има и хуманистички характер, кој се осликува преку односот со едно слепо момче кое се вика Рапус, со девојчето Насика. И сето тоа за тебе беше доволна причина да го одбереш да биде за одбрана на дипломска работа. Да. Чита Нина многу книги? Многу сакам да читам. Едноставно многу сакам да читам книги. Сакам да читам историски книги,
Сакам да читам политички, каде што има нешто што се случува во светот. Тоа многу ме интересира. Омилена книга имаме? Ма сега немаме. Така, уште ја бараме. Уште Уште ја чекаме бараме, да ни падне Точно така. во раце. Сузана, што беше најтешко во овие досега, еве, 23 години на Нина? Најтешко да воспоставите равнотежа во воспитувањето помеѓу едното и другото дете. Да не се почувствува другото дете занемарено, бидејќи колку и да сакаш за вакво дете, ти треба многу повеќе време да одвоиш, за да постигнеш некаков успех и напредок. Сега тој баланс тука, јас и ден денес се прашувам дали успешно сум ја одиграла улогата на мајка. И со едното, и со другото дете. И секогаш велам времето ќе покаже. Нина, што викаш ти? Дали успешно ја завршила работата на... Многу успешно. Така? Но, Еве, и ние овде јавно и честитаме, наискрено, затоа што тоа што успела да го постигне Сузана можат, предпоставувам, само ретки луѓе. Се согласиш со мене, така? сум потполно се согласувам со вас. Така е. Овие денови мене беше многу интересно затоа што нашиот тајминг за средба го правевме според надпреварите на Вардар во ракомет. Тоа е уште една голема љубов на Нина. Го сака ракометот како спорт. И не само ракометот, колку што разбрав, следи се што може, кога има време за тоа. Но ракометот е на прво место и во моментот Вардар на прво место. Па не е на прво место сега Вардар. Да, сега веќе не, но во твојата агенда на омилени нешта, овој ракометен клуб зазема високо место, така? Точно така. Порано го набивам за Металург, Аха. но сега во последно време набивам и за ракометни клуб Вардар, каде што сите ги сакам, сите играчи, мислам што... И многу ми е криво што не одбранија титулата европски првак во Лига на шампиони. Ајде, здравје до година. Може би. Може. Не, Исто така, може да продолжам, може. секако, повели. Исто така, мој фудбалски клуб ми е фаворит Барселона. И омилниот фудбалер беше кој? Лионел Андрес Меси. Така е. Што имам слободна селба да го запознавам и сите други. Следам колкото можам надпреварите со Барселона. Сега многу ја сакам. Исто така, како спорт го сакам тенисот. Навивам за машки тенисери Роджер Федерер. Многу го сакам. Омилен ти. Омилен, најомилен од сите други. Исто така, и се гордем што имам другарка, исто така тенисерка, морам да ја споменам, сега е на турнир. Таа се вика Лина Сорчевска и навивам за неја. Се надевам дека Така, се победи. ја спомена ете Стојчевска како Лина Ѓорчевска. Ѓорчевска е Стојчевска, се извинувам. Ја спомена како нели твоја пријателка, јас те прашав и претходно што е со пријателите, колку ги имаш, колку често излегуваш, колку често се дружиш, дали тоа ти недостасува или го имаш во доволна мера? Па едно сега ми недостасува тоа многу. Сакам да излегувам кога имам време. Пријателите сега не можам да ги најдем со факултетот дека разделени. Сите се, да, со сите своји се- обврски, Да. но се наоѓа време. Но се наоѓа време за нив. Така. Исто така и со Лина Сорчевска понекога се слегувам и така. Кога е тука, веројатно. Кога е тука, да. Сега е на турнир. Лина е растрчана натаму наваму. Да, сега е на турнир во Португалија и се надевам и се посакам среќа да победим. Она што воодушевува кај Нина се исто така незините јавни настапи, каде што ќе речам, сега не знам колку се подготвува за истите, на почетокот го слушнавме говорот на ораторската вечер. Мене ме воодушеви едно отварање на маратон во Скопје. И мене. И мене. Ти се воодушеви од самата сцена.
Јас ќе ја замолам режијата да го пуштиме тоа кратко видео клипче каде што Нина навистина со неколку одбрани зборови во 20 на секунди кажа се. Вели Нина. Хвала ви многу. Почитувани учетници и драги пријатели. Ви благодарам што дојдовте да го подржите денешниот настан. Вашето присуство помага во нашата борба да покажеме дека сме тука, дека не има многу и дека сакаме исто што сакаат и сите. И можеме многу повеќе од тоа што се мисли. Дел сме од тој свет. Како што се држаме денес во паркот, бореците се победа, така држаме ни животот, барешија срешата. Имаме право на тоа! Една голема благодарност организаторите Бирјана и Зоран. Уште една огромна благодарност од спонсорите Град Скопје, Унибанка, МСЦ и Мултиспет. Имајте убав ден! Благодарам. Еден многу интересен детал е тој што Нина, меѓу другото, е ангажирана за да држи обука на образовниот кадар како да работат со деца со Даунов синдром. Како воопшто се случи тоа Нина да дојде во таква позиција? Тоа беше проект на заеднички проект од Министерството за образование И наука. Не се сеќавам дали беше и со италијанска некоја невладина организација. Тоа беше во 2017 година, кога нашите учителки требаше да бидат обучени како да работат со лица со попреченост. Значи не само со лица со Даунов синдром. Нина ја доби поканата и Нина во суштина на сите покани потврдно одговара и сака да настапува. И од она што мене ми беше пренесено и што успеав да го видам, многу повеќе нашите просветни работници во време на паузите и после тоа биле заинтересирани и мал милион прашања и поставувале на Нина, отколку оној теоретски дел кој што требале да го совладаат. Значи, успевале тука директно да имаат контакт и она што најмногу ги интересирало како ти учеше, дали е визуелен тип, дали е слушен тип, како твојата учителка постапувала, што сака Нина, што ја прави тажна, што среќна, се за Нина. И мислам дека успеала успешно да им го долови. Не мислам, него имавме позитивен фидбек. Тоа беа група на просветни работници од Скопје и чинам од Прилеп и Штип. Требаше овој проект да продолжи, застана, дали ќе продолжи или не знам. Нина, значи, успеа да бидеш и едукатор. Точно така. Да. Не знаеа како со деца со Даунов синдром. Што е Не тоа знаеа. што ги научи? Па, не ги научи баш многу. Нека немам доволно искуство и јас. Но што е тоа што им го кажа, а им беше драгоцено? Па, им покажува прво слики мои, како учев, како успеа во животот, како му уче едно лице со Даунов синдром да го совлада материјалот, дека им треба повеќе внимание, време им треба повеќе и многу љубов и разбирање. Тоа им го кажав, тоа им беше повеќе драгоцено. Да, овие трите состојки на лекот. Така. Точно така. Од почетокот на нашата приказна. Зборувавме за тоа што можеби биле предрасуди во училишната средина. Така, повеќе пати зборувавме за училиштето и училишната средина, а не ја споменувавме, условно кажано, улицата. Значи, што е она што можеби се случувало во вашиот живот кога е улицата во прашање, односно, не знам, најобична прошетка, можеби по улица во Тетово. И предпоставувам безброј погледи упатени кон вас. Како се носевте и боревте со тоа? Во една прилика, значи Нина од малечка е. Секој прв момент убав ден, ние сме излегувале надвор.
Кога осозна веќе самата за себе, во една прилика ми вика: мамо, некои луѓе чудно ме гледаат, а после ми постави прашање, вика, само јас сум со лице со Даунов синдром во Тетово. И тука веќе почнаа тие отворени разговори за незината состојба и како она да се справува во сите тие моменти. На моето прашање, тие луѓе ги знаеш, не ги знаеш? Дел ги знам, дел не. Вели? Викам, на тие што ги знаеш, само слободно и културно заврти се и прашај ги, зошто така те гледаат? Велам, биди сигурна дека тие ќе се засрамат. И никогаш повеќе тоа нема да се повтори. Тоа се потврди и на првиот спот со Уницев. Ги почувствува она тие погледи и многу ја болат. Сега веќе не е таква состојбата со Нејзе во Тетово, сега веќе е умилена. Сега е звезда. Да, сега веќе е умилена, да. Меѓутоа, за да дојдеме до ова... Како ти, Нина, се бореше со овие предрасуди на улицата? На првиот спот во Скопје, кога се снимаше, ми повредуваше тоа што ми почуваат чудни погледи. Некој пак се потеа помеѓу себе, некој пак ме говорат позади грб. Имаше помалку позитивни отколку негативни коментари во првиот спот. А кога се снимаше, не знам дали ме разбирате. Да. А кога се снимаше вториот спот, многу огромна разлика имаше во споредба со првиот. Затоа што во вториот спот имаше само позитивни реакции, кои сум сакале јас да ги услушам, други не сакаше. И Овој вториот спот што го зборуваме, Добро. за кампања на Уницев, нели? Да. Биди фер за детство без пречки. детство без пречки. Сега, за да бидеме по-конкретни, ќе кажеме, станува збор за аптека. Значи, тоа е сцената, аптека со скриена камера. Нина ставена на пултот за, нели, за да служи муштери и практично снимани се реакциите на луѓето кои што влегуваат во аптеката и наидуваат на Нина. Јас ќе замолам режијата да одиме со овој краток видеоклип за да видиме што се случуваше кога Нина беше поставена зад пултот во аптека и реакцијата на луѓето. Добар ден, проверете. Магнезиум имате? Магнезиум. Да. Тука треба да храната платам. Па може и нас. Како сте вие? Добри, фала. Вие како сте? Почекам јас, ви сте брзете. Добар ден. Нешто за кумарци од 0 за бебе, за 4 месеци. Нешто органско. Господине, 66 денари. Помелете. Помелете 159 денари. Како се пијат? Пијат по шема, значи. Шема. Да, по шема се пијат. Без јадење. Не помага ништо друго судија. И без јадење. Мора да реши. Може да ги мене, може да ги не. Како сакаш? Помелете. Вака се. Компјутер ми стои, ама најверојатно треба да стигне.
Јас би рекла прекрасно видео. Еве што доживеат ти снимајки го овој спот. Какви реакции? Ние успеавме да видиме, но сигурно имало многу повеќе што не се гледа. Точно така. И јас на лошото враќам само со добро. Значи на лош поглед враќаш со Со добар поглед. така. Не можам ништо лошо да кажам. За време на Малку- снимањето на овој спот. Малку ми беше чудно тоа што сите сакале кај мене да дојдат, јас да ги узвучам. Што тоа Во многу исто ме... време и те прашуваа. Да. Ти работиш дали- овде? Да. Дали ти работиш овде? Да. Дали ти на вистина работиш овде? Така. Така да тоа ме правеше многу среќна кога дојдоа сите кај мене. Имав емоции многу со нив. Им делев совети како треба да пијат лекови и така. И успеа дури една пациентка да ја убеди да купи препарат. Препарат за снабење. Покрај мене ваква убава. Одлично. Добро, оваа кампања се надевам ќе има уште поголеми ефекти. Ова е одлична идеја. Ќе се согласите да се видат реакциите на луѓето кога нели зад пултот еве ќе видат лица со Даунов синдром и секако огромна поддршка дека нели треба да се искористи потенцијалот на овие луѓе и дека и тоа како може да се снајдат во секојдневниот живот. Бидејќи сме некаде при крај, ми должиш одговори на две прашања. Слободно поведете. Рековме дека, барем јас многу сакав да прашам, а ти си подготвена да одговориш. Што ја прави Нина тажна, а што ја прави среќна? Прво јас да ви кажам што ме прави тажна, па потоа среќна. Така, со ред. Може? Може. Тажна ме прави кога некој ме повредуваат, дали било со некаков збор, или пак ме зборуваат посади грб, ме говораат. Кога гледам некој тажен филм и тоа ме прави тажна, ама не плашам многу, се пуштам една до две дорзи и толку. Исто така ме прави тажна и неправдата. Неправда многу, мислам. Среќна ме прави едноставно се. И најмала седница ме прави среќна. Секој нов ден те прави се. Да, секој нов ден ме прави многу среќна. И оно што е интересно, Нина, меѓу другото, следи политика. Без возбудување, но само ќе кажеме дека да, како рече, не гледам вести, но на Facebook можам да прочитам се Да. и знам кој е кој. Точно така, да. Одлично. На крајот, она што е моја цел, а предпоставам и ваша, вие се борите вака или онака со институциите за да се слушне вашиот глас, да се слушне гласот на лицата со посебни потреби. Ние видовме дека Нина може да работи. Нина може да работи во аптека како фармацевски техничар. Нина може да работи со луѓе, може да биде услужлива, може да биде фина расположена, па дури нели некого да убеди да купи нешто што не треба, тоа што самата кажа. Наша задача, а и за сите кои не гледаат, а можат да помогнат во тоа е дека на Нина можеме и треба да ја најдеме работа, со тоа што ќе нагласиме дека вашиот дом наскоро ќе биде Скопје, се селите овде, во големиот град, и се обидуваме на Нина да ја најдеме работа токму тука. Сега нема да прескокнам, да искоментирам твојата мимика на тоа дека се селиш во Скопје. Не ти е баш најмило. Го сакаш тетово? Ликот кажа. Тоа премногу го сакам татово. Така да се ми треба малку повеќе време да се навикнам тука во Скопје. Треба повеќе време, затоа што татово е мојот роден град. Тие улици ги сакаш сигурно повеќе Точно така. отколку скопскиве, но зборувавме, Скопје нуди повеќе можности. Ќе можеш да го практикуваш тоа што најмногу го сакаш, а тоа е да одиш на базен и да пливаш. Тоа не го Немам, кажавме. ама не сакам многу базени. Ке мораш. Ке мораш. Сузана, на крајот, јас, мојот апел е тој. Ке се потрудиме сесрно да ни помогнеме на Нина
нели секој нов ден да ја биде уште посреќен од претходниот. Не знам вие дали сакате да додадете нешто на сето тоа. Тоа е тоа, знаете како кога имате зацртана некоја цел, ја постигнувате и велите што сега и сваќаш дека зависиш од некој друг. А иако ова до сега може би дел требало да има и тој некој друг. Па сега е моментот да се вклучат. Да. На вистина И се надевам не само за Нина. Сите семејства кои што имаат лица со пречки во развој и ги растат, имаат огромна потреба од институциите во државата. Од раѓање до крај. апели, само Да, апели, да. се надеваме дека Ќе има слух. ќе седнеме вака и ќе кажеме да, сите овие имаат Може би слух ќе не и- викнете повторно во Да. емисија, откако Нина ќе биде вработена. Дај Боже. Така. Да. За крај ќе ни ја должиш и ни ја должиш и ќе ни ја дадеш везелка во сите 8 строфи. Ајде. По полека. И се надевам дека следното видување ќе ни биде на честитка за вработување. Се надевам и јас. Така е. Ведилке, кажи како да се роди. Проста е строга македонска песна. Това срце што со себе води, разговор носен од тревога бедна. Два конца парај од срцето драги. Едниот црнем, другиот црвен. Едниот буди морничави таги, другиот копнеш и цветом и црвен. Па со нив види еднолична низа, петна од копнеш и петна од мака, којашто видам на ленина риза, рака во бела невестинска рака. Судбинско нешто се плело за века, од двете нички, два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди крвавена дора. Ведилке крени наведена лика, погледни в небо во предпладне злажно, се шари таму и чудесно блика твојата ведба на синото плазно. За тебе нема ни вечерен запад, ти морно око на трепетна срна. Сушто се губиш, ти друга, ти дивна, нити ти минат, прокоби те гласат. Зар не заплашиш јарката нивна и најмил спомен дека се ти згасат. Сушто се губиш, ти друга, ти дивна, нити ти минат, прокоби те гласат и најмил спомен што в душа ми блесна. Се гаси од нив кој свече без боја, но ти столови звук на шутна петна, ти ја кажа судбината своја. Ви благодарам уште еднаш и до следно видување. И вам ви благодариме. Ви благодараме на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва, се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш, довидување.